Спомениците на паднатите војници се наредени на главниот плоштад во Макив. Фотографиите ги доловуваат нивните лица во посрекни времиња. Над нив слоган, кој стане една од дефинирачките мантри на оваа војна. Слава на хероите. Макив е на повеќе од 600 километри од првите борбени линии. Сепак, неколку места толку сликовито го илустрираат длабокото влијание на оваа војна. Овде, мажи на војна возраст постојат само на фотографии или во осамените гробови на гробиштата во градот. Другите ги нема. Так одним взглядом ќе подивица де народ. Погледнете, каде е народот? Луѓето се кријат, исплашени се. Возачот Алекс Хамовски живее во Германија повеќе од 30 години. Се вратил во родниот град за прв пат од почетокот на војната за да ги обнови документите. Открил дека сите негови пријатели и роднини ги нема. Короче, катастрофа. Тоа е трагедија, вели тој. Хамовски вели дека многу од луѓето кои се на возраст кои може да се борат се кријат низ селата за да одбегнат да бидат пратени на првите борбени жаришта. На улиците на Макив, на почетокот на февруари, повеќето од луѓето што ги сретна гласот на Америка беа жени. Многу ми нарекоа дека со заминувањето на мажите, животот станал многу потежок. Престарковата, да, вику. Јас сум стара жена, имам над 70 години. Се разбира, ова е поголем проблем за помладите жени, оние што останале со деца. Ако мажот е дома, тој не само што ќе ги заштити, туку и ќе им обезбеди нешто. Тој помага во се, особено од финансиски аспект. Многу села и градови низ западна Украина се борат со отсуството на мажи, но Макив е и одраз на поголема демографска криза која веќе ја преобликуваше Украина пред војната. Владата вели дека населението на земјата е намалено од 52 милиони во 1991 година на само 32 милиони во 2024. Да, дуже. Ужасена некаја. Овој факт многу ме плаши. Толку многу луѓе заминаа со своите семејства и тоа промени се. Земјата се промени многу. Тажно е, бидејќи многу луѓе ги нема. Немам другарки, немам пријатели. Речи си целото мое семејство го напушти градот. Едноставно речено, тажно. Анџелина Бондар има само 15 години. Еден од незините соседи загинал во војната. Некои се уште се борат. Многу незини пријатели се заминале уште пред да пораснат. Таа знае дека еден ден ќе зависи од незината генерација за обнова на Украина. Едноставно не е сигурна дека е подготвена да се соочи со тој предизвик.